Големата излезност од околу 80% донесе славеничка атмосфера за двајцата кандидати за градоначалник во Кичево. Иселениците кои се на привремена работа се вратија привремено во Кичевскиот регион само за гласањето со надежи за победа. Патници со преку 20 чартер летови кои пристигнаа викендов, како и они кои доаѓаат со десетици автобуси и скапи автомобили, го преплавија селото Зајас. You're coming from USA today just to vote? Yes. Why? No, he's living here. But because it's important You are living to here. vote. I live here. Yeah. Подпредседателот на Општинската комисија во Зајас вели дека изборите поминале во најдобар ред. На избирачко место Зајас Џума, број 816, на време го отворихме избирачкото место во 7 часа и немаме никакви проблеми. Жителите тврдат дека не е важно дали градоначалникот на Кичево ќе биде албанец или македонец, само да си ја врши работата и како што велат, да биде од нашите. Треба да има побар живот. Побар? Да немате мотивирање, чекање по тие работи кај што треба документ да важиш, тамо треба побар живот да биде. Ова патишта, ова школи и така натаму. Само да работи, за народ да работи. Не е само, ајде, да се изгради. Кичево се изградило до сега? Ништо. Вие сте били, сте знаете, а? Еве, јас сум 3 години, имам ништо, не знам ја во Кичево да се изгради Кичево. Кичево за останато место останало. Истото мислење го делат и кичевчани. Бараат од победникот да им овозможи подобар живот. Од новиот градоначалник. Како граѓанин, што ви недостига? Да продолжи како до сега, ако е истиот градоначалник. Овде на Кичево, граѓаните на Кичево, да даде добар сервис и да има отворена врата за сите. Пратеникот Антонио Милошовски, кој по потекло од Кичево, вели дека не стравува од етничката поделеност во градот по изборите ќе се продолжат. Секој граѓанин, секое семејство се бори за подобар живот, а секој гледа да биде во добри односи, да има здраво живот со својот сосед и комшија без разлика каде припаѓа и како се вика. За градоначалник во Кичево се тркаат Благоје Деспотовски од ВМРО ДПМН и Фатмир Техарија Дуј.